Секој родител треба да биде и воспитувач на своето дете, а за да го постигне тоа мора, меѓу другото, да има авторитет. Авторитетот е мешавина на почит и доверба, што ја чувствува детето. Подразбира оптимална мера на родителот да има некоја граница и доследност во поглед на воспитувањето на детето. Ова е темата во денешнава приказна. Кога ќе се спомене авторитет, многу родители го поистоветуваат со зборот да се биде строг. Тоа е прва и најчесто голема грешка. Кон детето треба да се однесувате како кон иден човек, како кон идна личност. Навредувањето, понижувањето, држењето лекции се забранети, бидејќи на тој начин ги задушувате чувствата и самостојноста, но и волјата на вашето дете. Што во оваа насока ви носиме во денешнава приказна. Повелете, открите сами. Семејството како прва и основна средина во која расте и се развива една личност има најголема и пресудна улога во воспитувањето. Во семејството почнува воспитувањето. И лошото и она кое е одлично, кое е добро. И токму затоа мора да размислуваме дека семејството е примарната институција која не прави луѓе. И всушност воспитувањето, значи не постои друг начин да станеш човек освен преку воспитување. А воспитувањето е важно за се она што ќе бидат овие денешни деца кои утре некако ќе воспитуваат. Или ако сакаме можеме да размислуваме и вака. Воспитувањето е најдобрата превентива, најдобрата превенција од се она што не сакаме да му се случи на нашето дете. Дури од се она што го посакуваме во општествената средина. Се почесто ги слушаме родителите како велат дека невоспитаните поточно подобро минуваат низ животот, оние со вештини за снаоѓање, од тие повеќе имаат и така натаму. Мислам дека е тоа многу опасно размислување, затоа што доволно е само да помислиме со кого ќе бидат тие невоспитани. Тие ќе бидат магнет за други невоспитани, каков живот ќе имаат, какви пријатели, какви семејства ќе можат да создадат. И затоа мислам дека воспитувањето никогаш не излегува од мода и не смееме да ги пропуштиме оние важни години од раното детство, од периодот на одделенска настава, кога највеќе можеме да воспитуваме деца кои ќе станат луѓе, кои ќе бидат всушност, ќе се чувствуваат добро самите во себе си, кои ќе имаат искрени пријатели, ќе ги достигнат своите врвови, деца кои ќе бидат својата најдобра варијанта и ќе градат светови во кои ќе има место за исто такви, со такви слични вредности. Речиси сите позитивни или негативни страни на однесувањето, свесни или несвесни, им се припишуваат на семејството и семејните односи, посебно на односот родител-дете. Авторитетот на родителот е многу значаен. Родителот и мајката и таткото се првите возрастни модели, фигури во животот на детето и не случајно ние имаме една македонска поговорка која што многу ми се допаѓа, а тоа е круша под круша паѓа. Така да не случајно знаеме да кажеме, тоа семејство се сите доктори. Тоа семејство се сите и даваме етикета. Не мора да значи дека е така, меѓутоа постои некое трансгенерацијско пренесување на образци на однесување. Така да родителот како најзначајна фигура, особено во првите 5 години од животот, а понатаму и низ целиот живот е важен и во емоционалната интелигенција, когнитивната интелигенција, работните навики, стимулирањето на љубопитноста, стимулирањето на интересот, едноставно градење на карактерот. Детето не се раѓа со карактер. Детето се раѓа со темперамент, меѓутоа карактерот го создава родителот и микро и макро средината. Квалитетните односи во семејството и грижата за децата се неопходни за навремено препознавање и спречување на нарушено однесување на децата. Она што е многу важно е да родителите со децата градат еден отворен однос. Во која смисла? Однос да детето знае дека може во секој миг за било што да разговара со својот родител, да му се обрати. Не само кога ќе добие петка или кога му се случило нешто убаво. Многу повеќе кога се соочува со некаков предизвик или проблем. Кога
преживува некоја лична драма, некое тешко чувство, нешто, некаква ситуација се случила. Знаат децата да се плашат дека ќе бидат искарани, ќе ги казни родителот и затоа некогаш решаваат да не споделат, решаваат да молчат. И додека дојде моментот родителот да дознае, се напластиле многу емоции таму каде што не треба и тогаш веќе имате многу поголем проблем за решавање. Родителите треба да им покажат љубов, но еднакво и воспитување, односно да ги научат што мораат и што не смеат. За да го постигнат тоа, неопходна е позицијата на авторитет. Не се раѓаме со авторитетот, не сме ни табула раза, бел лист, туку го учиме. Го учиме од мама и тато. Мама и тато го научиле од нивните мама и тато и така трансгенерацијски се пренесува. Затоа и велиме културолошки, Македонија, Балканот, знаеме какво подрачје е. Например, понатаму другите земји гледаме во однос на авторитетот какво подрачје се, како ги воспитуваат децата. Така да авторитетот го стекнуваме со пренесување и понатаму со имитација. Значи, она кое што детето ќе го гледа во семејството, веројатноста да го имитира тоа понатаму во своето семејство е многу поголема, освен ако во некои екстремни случаи детето не донесе одлука дека јас нема да бидам како мојата мајка, јас нема да бидам како мојот татко, нема да бидам како мојот татко, например, ако едниот е агресор, јас никогаш нема да кренам рака, и тогаш имаме промена, донесена одлука и промена во авторитетот. Прашањето за авторитетот е прашање за одговорност. Нема нешто што не се учи и кога никој ќе каже јас не сум доволно авторитет, немам авторитет, например, ќе кажам да пробам да го објаснам преку пример, бидејќи јас некако така поблиску да дојде за да може да го разберат сите. Пример, јас сум психолог и јас имам авторитет врз другите и врз другите деца, меѓутоа врз сопственото немам. Затоа што така и јас сум се поставила. Затоа што не сум ги поставила доволно добро границите. Овде, значи, кога немаме добар авторитет или кога ќе кажам не сум толку авторитетна, значи дека имаме малку проблем со границите. Како сме се поставили. Родителите се одговорни за своите деца до нивното полнолетство. Кога ги носат во градинка или училиште, родителите дел од својот авторитет преку доверба пренесуваат врз наставникот. Родителите и наставниците не треба да го намалуваат авторитетот едни на други. Напротив, заради доброто на децата, односно заради правилниот детски развој, неопходно е да се почитуваат едни со други, без разлика на принципиелните несогласувања. Децата ќе бидат помалку збунети и ќе се чувствуваат посигурни кога знаат дека возрастните се договорени околу нивното воспитување. Во оваа војна, јас би ја рекла како војна, губитници се сите. И родителите, и наставниците, и највеќе децата се губитници. Јас сум од едно друго време, кога наставникот, професорот, даскалот се почитуваше. Кога влегуваше наставникот, се стануваше и се кажуваше добар ден. Денешните генерации гледам, прашувам и осознавам дека не стануваат да кажат добар ден. Отука се ми беше јасно колку е испочитуван просветниот работник. Можам да кажам дека во денешниве околности родителите и наставниците како да го префрлаат врелиот костен еден на друг. Кој е виновен? Зошто е детето такво? Јас би рекла во наводници, сите се виновни. Меѓутоа, сршта потекнува од дома. Сепак училиштата се воспитно образовни, со акцент образовни институции. А ние, родителите, возрастните, сепак го имаме приматот да го воспитуваме нашето дете и нели да помогнеме во образованието. Така да јас би рекла, поголема почит кон наставникот и од родителите, а со тоа и од децата, да ги научиме децата дека тој наставник треба да се слуша, тој наставник има за цел да те воспита и да те научи, значи да не се праќаат двојни измешани пораки. И тогаш таа војна ќе спласне и тогаш сите ќе бидат победници, а не губитници. Семејството како примарна општествена заедница има голема улога во формирањето и развојот на младата личност, поради што се посветува големо внимание на условите кои владеат и семејната атмосфера. Секој дете
посебно, специфично. Сега родителите до некаде со тоа што да му дозволуваат се на детето, затоа што живееме во брз свет, константно сме надвор, немаме време за себе, камоли за своите деца, понекогаш значи ги туркаме на страна за да можеме да ги завршиме работите кои што не чекаат. Често ради тоа внимание што сакаме да го посветиме на нашето дете, ние тука го губиме авторитетот. Едноставно го ставаме авторитетот на страна и наместо јас да му забранам, да му речам те молам немој да го правиш тоа, не е во ред, не е добро да му објаснам, јас ќе му дозволам да го направам тоа. И секогаш кога ќе ја поместам границата, јас тука автоматски веќе го губам авторитетот над своето дете и моето дете често знае да не ме послуша. Затоа што јас веќе сум му дозволила да помине преку таа граница каде што требало да биде претходно поставена. За многу родители е потребна едукација за правилно воспитување и согледување на своите постапки, дали се позитивни или негативни. Многу е важна присутноста на родителите во животот на своите деца, за да можат да ги препознаат асоцијалните однесувања и како да реагираат за да ги надминат. Речиси сите позитивни и негативни страни на социјално однесување, свесни или несвесни, му се препишуваат на односот родител-дете. Што представува авторитетот и како тој се стекнува? Најпрво би сакала да го дефинирам зборот авторитет. Авторитет представува збогатување, односно за да имаме еден авторитет без разлика дали станува од страна на родител или некое надворешно лице како наставник, потребно е да се има доверба и вистина за тој авторитет да се спроведе. Често пати кај нас авторитетот се поистоветува со строгост. Каде тука грешиме? Да, постои разлика помеѓу авторитативност и авторитарен, односно диктаторски стил на воспитување на децата. Како специјален едукатор и семеен системски советник, постојано во пракса ја гледам таа разлика и таа поистоветеност помеѓу родителите и начинот на воспитување на децата. Во моментов се повеќе е застапен оној презаштитнички стил на воспитување, авторитарен, односно диктаторски стил на воспитување кога родителите негуваат јас ги поставувам правилата, а ти почитуваш, додека авторитативен имаме правила, моќта е кај родителот, но сепак ја има и онаа топла атмосфера, детето се чувствува безбедно, сигурно, родителите ги валидизираат емоциите на детето, имаат разбирање зошто и од каде доаѓа некое неприфатливо однесување. Авторитетот не се наметнува по секоја волја и по секоја цена. Оној кој што слуша не треба да слуша од страв. Сакате да кажете дека децата не се дресираат, туку се воспитуваат преку комуникација, преку примери, за да може да сватат што всушност се обидувате да им пренесете. Колку штета може да нанесе погрешниот авторитет во животот на детето во обликувањето на неговата личност? Така, точно. Секој стил на воспитување креира една нова личност. Ние возрастните сме тие кои што сме одговорни за какви генерации понатаму ќе произлегуваат и како генерациите ќе го почитуваат авторитетот во своите сопствени секундарни семејства, но и надвор во општеството. Авторитарен, односно диктаторски стил на воспитување создава лице, односно возрастно лице кое што е несигурно во себе, по секоја се наслуша, имаме агресивно однесување, можеби некој се појава на алкохолизам, користење на некои наркотични средства, промискуитет и тоа дете, односно таа возрастна личност не е сигурна во себе. Кажете ми, дали тоа може да се исправи со помош на некакви терапии, дали може со дополнителна работа, со стручна помош да се исправи штетата што е постигната од лошиот авторитарен начин на воспитување? Секако, сите ние носиме некакви образци на воспитување и некакви трансгенерацијски образци во нашата индивидуалност, се она кое што можеби е дисфункционално со работа на себе, со помош на стручни лица, со увид, имање на увид што е тоа што мене ми смета и не ми одговара во начинот на живот, може да се промени. Често пати во последно време се зборува за позитивното родителство и за еден поинаков начин на градење на авторитет преку доверба, преку взаемна комуникација. Колку ова може да вроди со плод кај децата? Да, секако. Позитивното родителство представува присутност на овде и сега на родителите, на двајцата родители, негување на емоционалниот дел, односно валидизација на секоја емоција на детето,
воедно и поставување на правила, односно водење на една ред и рутина во однос на хигиена на сон, во однос на исполнување на домашни задачи кои што се дадени нели од страна на училиштето, дополнителни активности кои што детето ги следи во едно секојдневие и сето тоа произлегува со договор. Како да ги соединиме авторитетот на наставникот и авторитетот на родителот кога се разликуваат? Како да направиме соединување во најдобар интерес на детето? Семејството е примерниот објект, односно примерниот систем каде што детето расте и се идентификува, тоа се родителите. Училиштето е вториот систем. Многу е битна комуникацијата помеѓу родителите и наставниците, многу е битна едукацијата, односно сите оние запишувања на правачења не треба да бидат само формално влегување во образование, претходно треба да следи една едукација како наставникот со тие 30 деца кои што верувам дека не е лесно и самата воспоставување на таа програма не е лесно, но сепак начинот на слушање, разбирање, валидизација, повторно ќе речам, позитивна афирмација, односно поттик на детето ќе донесе една добра соработка помеѓу родителите и секако здрав раст и развој на едно дете. Сакате да кажете дека во таа насока дека и авторитетот може да се обликува на родителот со помош на одредени вештини кои што може да се стекнат дополнително? Секако. Во нашиот центар праксата ни докажува дека со самото родителско советување, со изедначување, односно кога имаме два исти воспитни стила, а тоа е оној авторитативен, односно демократски стил на воспитување, на крајот секогаш имаме една здрава и зрела личност. Дали имаме други видови на авторитет во поглед на родителските стилови на воспитување? Да, освен авторитарен и авторитативен, имаме презаштитнички стил. Тоа е кога родителите постојано го менторираат животот на децата, па дури и оној дел кој они покажуваат нели независност и може да се ги извршуваат задачите од врските сами. Тоа создава едно големо чувство на фрустрација кај детето. Какво огледало ние оставаме на тоа дете, дека е неспособно, несигурно во себе, низок степен на фрустрација. Овие деца често имаат многу низок праг на толеранција на фрустрација. Често пати не веруваат во себе и во возрастниот период како возрастни личности и за секоја одлука ги прашуваат своите родители и не се спремни да понесат одговорност за истата таа. Може ли наставниците да го приметат тоа и колку тоа, доколку го сугерираат и го забележат, може да се смени во поглед на влијание врз детето? Да, секако. Уште во прво оделение наставниците веќе ги детектираат оние првични моменти на непочитување на авторитет во училница, па апелираат до родителите да некаде побараат нели стручно мислење и стручна помош. Работејќи по семејна системска психотерапија, постојат многу бројни причини како доаѓа до рушење на авторитет. Гледаме семејниот контекст, односно кохезијата во семејството, дали може би има некои непријатни настани, дали може би родителите не негуваат функционален партнерски однос, односно имаме една дисфункционалност на партнерско ниво, па се случува да едниот родител коалицира со детето, а другиот родител е аутсайдер, па така се руши авторитетот и се поставуваат многу пониски правила. Детето секогаш гледа да се приближи кон оној родител кој што е попопуслив. Една од причините за нарушувањето на авторитетот е токму и два различни воспитни стила. Родителскиот сојуз треба да е тим и треба да е многу силен за да имаме на крај на и почитување на правила и здрав раст и развој. Би сакала да го споменеме и делот на кога бракот се разведува. Родителите се уште се родители кои што се обединети во поглед на нивната улога. Што се случува кога тие имаат различен начин на авторитет? Како тоа да се спречи да има лошо влијание врз обликувањето на детето? Често во пракса е кога партнерите се разделуваат, а родителите остануваат, некако уште и родителите се разделуваат и негуваат различен стил, воспитен стил. Најчесто тоа е премногу презаштитнички, препопустлив стил, а другата страна предиктаторски, односно авторитарен стил. Потребно е најпрво да се среди партнерскиот однос, дека ние се разделуваме како партнери, онаа лутина и причинителите за самиот развод кој што и такако е голем стрес, не само за партнерите, туку и за децата, треба да се обработи, треба да се побара стручна помош, постојат фази низ кои поминуваат не само партнерите, поминуваат и децата и еден негување на еден другарски однос,
негување на односот јас сум родител, ние сме заеднички родители до крајот на животот на оваа дете прави да се изедначат воспитните стилови. Грешат ли родителите кога се поставуваат во улога на авторитет на јас сум твојот другар? Тука јас секогаш им кажувам во родителските советувања не може родителот да биде другар. Родителот треба да е водилка и лидер. Може би да е другар со емоционалната достапност и топлина, но другар не може да биде. И такако. За жал, перцепцијата за авторитетот во нашата средина е сосема погрешна и обично се мисли дека авторитет е човек кој што е на позиција. Меѓутоа тоа воопшто не е така, заради тоа што авторитетот се стекнува на сосема поинаков начин. Пред се човек треба да има силен интегритет. Тоа значи дека тоа што го говори, тоа да го прави, да има конзистентност во однесувањето и неговиот интегритет практично на него се надоврзува и авторитетот. Авторитетот во позитивна смисла на зборот значи дека човек може да поведе, човек може да влијае на некого, тоа со позитивно влијание, човек кој што може да допре до срцето на луѓето, не да некој постави некој човек и да каже овој вашиот шеф, овој ќе биде ваш авторитет. Ние со мозокот ќе го прифатиме како шеф, меѓутоа никако не можеме да го прифатиме како авторитет ако тој тоа не го постигнал, ако тој не ја стигнал нашата доверба за да ние го следиме и само на таков начин можам да кажам дека тој може да биде авторитет. На искуството и на обкружението. Сакате во политиката, сакате во организациите. Затоа што ние сите очекуваме дека тој што, еве да кажам, има позиција или во наводници авторитет, би требало да креира тимови на луѓе кои што навистина вредат. Младите многу се разочаруваат затоа што обично тимовите на тие луѓе на позиција секогаш не се со тие што се најдобри во организацијата или во политиката. Заради тоа што од проста причина ќе формирам тим на помалку способни, за да бидем и најдобар, да бидем и најубав. Човекот што е сигурен во себе, секогаш треба да формира тимови од попаметни од него. Бидејќи тимот од помалку паметни, секако не води никаде. Тој човек на позиција, кој што сака да оди работата, тој треба да го трне егото на страна и тој треба да формира тим со попаметни од него. Бидејќи само така, сите ќе одиме кон некаква цел што сме ја поставиле. Изгубивме доверба во системи, во политики, во водачи, па дури до некаде заради зафатеноста можеби и на родителите. Заради тоа што едноставен излез ни е што повеќе да ја употребуваме современата комуникацијска технологија, социјалните мрежи, како место од кое што учиме, како место па дури заработуваме. Многу млади напуштат многу јаки организации, подобри организации, само со цел да работат онлайн за некои странски компании, во кои што и повеќе им го вреднуваат трудот, повеќе го почитуваат тоа што го работат и бегаат од она што велиме слаб авторитет, лош шеф, лоши меѓучовечки односи, инаку и во светот и на детството. Децата можат многу да научат преку овој свет, ова ера на дигитализација, но тоа не значи дека само заради тоа се губи авторитетот на наставниците. Јас сметам има нешто друго. Значи, тие наставници треба сами да се потрудат, да предизвикуваат повеќе емпатија кон учениците, повеќе да дадат. Они ќе учат преку светот на дигитализација, меѓутоа она што го учат и во училиште, социјализацијата, емпатијата, односите, тоа се две различни работи. Треба да дадеме на младите за да они ни вратат. Инаку, нормално е дека е добро што го поминуваат, можеби не до толку времето на социјалните мрежи, меѓутоа и тука треба да се прави баланс. Ако ти му дадеш реално некоја друга содржина, интересна содржина, тој секако нема толку време да поминува нели на компјутер и да учи од таму. Со голема конзистентност на оно што го правиме. Значи голема со јаки вредности, вредности кои што ќе изградат еден столб на доверба. Без доверба не може да се стекне авторитет. Правиот авторитет секогаш почива на силна доверба, бидејќи на вашата укажана доверба луѓето враќаат со доверба. Доброто дете им угодува на родителите, но тоа не значи дека е и добро воспитано. Детето мора да свати што е дозволено, а што не е, што е добро, а што е лошо. Децата се воспитуваат, не се дресираат. Што ви носиме денес во приказна во оваа насока?
Авторитетот е мешавина од почит и доверба што ја чувствува детето. Подразбира оптимална мера на родителски граници и доследност. Авторитет е стил на однесување, мислење, чувствување, действување, вербално, невербално, каде што всушност ние го покажуваме нашиот карактер, ја покажуваме нашата личност, го покажуваме нашиот темперамент. Немаме некоја поделба, да кажеме, позитивен, негативен авторитет. Меѓутоа јас, онака со мои зборови би рекла дека позитивен авторитет е оној човек кој што е во контакт со себе, е во контакт со своите емоции, потреби, чувства, идеи, мисли, а на тој начин е и во контакт со другата страна. Дали е тоа колега, дали е тоа вработен, дали е тоа партнер, дете и така натаму. И тоа е оној кој што има морални вредности, пирамидата на морални вредности е во склад и има такво однесување каде што неговото однесување е модел како е убаво да се однесува и како не е убаво, како не е посакувано да се однесува. Многумина нејасно размислуваат за авторитетот. Честопати поистоветувајќи ги термините авторитативност и авторитарност. Авторитативноста подразбира личност со авторитет и е позитивна како термин. Авторитарноста како термин пак подразбира личност која бара слепа послушност, не дозволуваат приговори и е негативен пример. Како три најважни воспитни стилови може да се издвојат демократски, воспитен родителски стил, војнички и незаинтересиран воспитен стил. Демократскиот воспитен стил е докажано со истражување дека е најдобриот воспитен стил на родителот во однос на воспитување на детето. Тоа значи дека родителот во однос на двете димензии контрола и љубов е врамнотежен. Тоа значи дека има контрола, поставува граници, меѓутоа дава и љубов. Тоа е таа демократија и се договараат заедно за правилата. За разлика од оној војничкиот родителски воспитен стил, каде што љубовта е некако сведена на минимум, многу ниска, дури може и да изостанува, а контролата е многу високо изразена. Тоа се оние родители кои што велат треба да научиш, мораш да научиш, се цени успехот, се цени перформансата кај детето. Понатаму тие деца кога растат како возрастни се успешни личности, меѓутоа длабоко во себе има некоја разнишеност на самодовербата. Тоа би значило дека војничкиот воспитен стил не гради не дава толку добри плодови. И најкатастрофалниот воспитен стил е незаинтересиран воспитен стил. Јас би рекла, тоа е исто како родителот да е одсутен од дома. Меѓутоа, во овој случај родителот не е одсутен од дома, родителот е дома, родителот е во животот на детето, меѓутоа тој е апсолутно незаинтересиран за она што му се случува на детето. Тогаш детето нема ни контрола, детето нема ни љубов. И детето е препуштено на останатите социјални агенции да го градат и создаваат. Децата не треба да се дресираат, туку правилно се воспитуваат за да се изгради нивната личност. За се постојат рамки, за се постојат, како да речем, начини како нешто конструктивно да се изманифестира. Например, еве кога пристапуваме кон дете кое што е многу гневно, луто. Сега лошо би било да му кажеме дека не сме да се лути. Кој вели дека не сме? Па и ние возрастните знаеме да се налутиме, да бидеме и агресивни, и гневни и така натаму. Значи, треба да знае дека секој може да се чувствува лошо, секој може да се налути, има право да се налути, има право да вика, ама не е во ред да предизвикува материјална штета, не сме да повредува, да нанесе болка некому, значи да загрози нечија безбедност. Тоа е она што е неприфатливо да го направи. А сосема е во ред да се чувствува вака, така или онака, бидејќи и ние возрастните во одредени ситуации исто така можеме да се чувствуваме непријатно, неубаво и да се соочиме со некоја таква емоција или таква чувство. Доброто дете им угодува на родителите, но тоа не значи дека е добро воспитано. Детето мора да сфати што е дозволено, а што е забрането, што е добро, а што е лошо. Децата не го прават тоа што ние го постакуваме и тоа што ние го бараме, го кажуваме, туку најчесто она што го покажуваме. Па затоа
да внимаваме што покажуваме и да учиме, да се менуваме. И во сите релации, па и во оваа релација возрастен дете, промените ги прават секогаш оние кои се позрели, кои се помоќни, би рекла, а тоа сме ние возрастните, значи понекогаш повторуваме едни исти образци кои не ни носат постакувани цели и мислиме ќе го поправиме на тој начин детето, но всушност треба да се поправиме себе си. Родителите треба да му дадат време да има можност да размисли за тоа, а и да чувствува потреба да се довери, па така да стекне доверба во сопствените сили. Во тие разговори да се почитува степенот, нивото до кој детето може да не разбере, за да не го изфрустрираме со содржини кои или со приод кој него му е се уште недофатлив, бидејќи не е на степенот на сознан развој да може да свати одредени поими, концепти или начин на комуникација, но од најрана возраст тоа што секој родител треба да се потруди да го изгради во релацијата со своето дете е довербата. Дека мене, како твоја мајка, можеш и треба да ми се обратиш секогаш, во секое време. Значи, не постои тема за која ние две не можеме да разговараме или не треба да разговараме. Некои родители премногу го заштитуваат своето дете. Така животот на детето е исполнет со постојано менторство и каде што треба и каде што не треба. Детето така го губи своето јас. Станува несамостојно, па има и чувство на нижа вредност, станува раздразливо и нервозно. Секој родител треба да биде воспитувач на своето дете, а за да го постигне тоа, тој мора да има авторитет. Но поимот авторитет често се злоупотребува и како пример за позитивен авторитет се зема родителот чии деца од страв се послушни, што е погрешно. Авторитетот не смее да се здобие со вметнување страв, туку тој треба да биде резултат на почитување кое родителот го заслужил со својата доследност, честност, добар пример кој им го дава на децата. Ако ја постават на здрави основи таа доверба рано, да детето нема страв да каже што и да му се случило или што и да направило, подосна во периодот на адолесценција, кога се бунтуваат против авторитетите, се оддалечуваат од родителите, тоа е еден сосема очекуван, разбирлив, развоен процес. Не е ништо чудно. Сите адолесценти го поменуваат со тоа што кај некој е тоа многу поизразено и подраматично и кавгите дома се многу повидливи, а некаде тоа оди така по, да кажеме, смирено и посуптилно, но сите го менуваат тој процес. И таткото и мајката во детските очи мора да имаат авторитет. Мајката не би требало да се повикува исклучиво на авторитетот на таткото и обратно, бидејќи со тоа го загрозуваат својот авторитет кај детето. Ситуацијата кога мајката вели «Ќе видиш ти кога ќе дојде татко ти» или кога таткото ги плаши децата со «Кога ќе се врати мајка ти ќе те кара» е погрешна. Кон децата треба да се однесуваме како кон иден човек. Навредувањето, понижување и држење лекции треба да се избегнуваат, бидејќи со тоа ги задушувате чувствата и самостојноста и волјата на детето. Исклучително е важно кон детето да се однесувате во согласност со неговите развојни фази и години. Авторитетот се стекнува со трпеливост, тактичност и доследност. Авторитетот на овој начин ќе обезбеди во иднина мирен, предвидлив и безбеден живот за детето. Читањето може да биде добра алатка за зближување во воспитните тактики на родителите. Денес живееме во дигитално време, па се чини дека аудио читањето се почесто го презема приматот пред читањето книги во хартиена форма. Но она што е важно е дека убаво е дружењето со книгите да се прави комбинирано, родител-дете, со цел да се создаде една убава врска. Видовме дека во последно време децата како растат во овој дигитален свет, да речеме, и цело време се на телефоните, играат игри и некои, да речем, непродуктивни работи, а читањето, оно што е најбитно, го занемаруваат. Па така нас ни дојде идејата дека сакаме да ги вратиме книгите на местото каде што се сега и нашите деца. Ние видовме дека сакаат да дечињата секако сакаат да поминуваат време на телефон.
Она што ние го знаевме дека ова време што може да им го пружиме со бокси, ќе биде корисно поминато време пред телефон. И родителите конечно имаат опција да кажат во рете, сега можеш да стоиш на телефон или на таблет, но тоа време ќе биде поминато во читање книга. Сами сакаат веќе да ја читаат книгата. Бокси е првата детска апликација во Македонија за читање и слушање книги. Искуствата со овој модел, кој е успешно применет на нордискиот пазар, покажуваат подобрување за читачките навики на најмладите. Апликацијата е направена за да го разубавува светот на младите и конечно да ја разбуди љубовта кон литературата и читањето. Пробувавме да најдеме еден свет каде што геймификацијата и читањето ќе ги ставиме заедно, затоа што знаеме дека дете како дете му треба мотивација. Дете, секој дете сака да биде мотивирано. Затоа во самата апликација ставивме аватарчиња што се уникатни и посебни за секое детенце, а со читање на секоја книга добиваат парички или поени плюс experience points, но со тие парички може да го редуваат аватарчето. И сега самата таа геймификација го направи тој бум што го очекувавме, затоа што е многу интересно, на дечињата им е многу интересно кога се грижат за нешто. Си имаат милениче, еве да го наречеме така, покрај што е аватарчен или уникатно што го направиле тие сами и може да му купуваат различни додатоци, аксесуари, но за да го направат сето тоа, потребно има да прочитаат книга. На родителите им помагаме со тоа што не треба да се замараат, да речам, со бирање на книги и слично, бидејќи ги имаме скоро сите книги што можеме да ги имаме за деца. Друго што е многу добро, немаме никакви реклами, значи седењето на таа апликација е safe. Никој не треба да се вознемирува дали ќе излезат некакви реклами за некои неубави работи за децата, така да се обидовме да направиме една околина, бокси да биде една околина за читање и уживање за децата, па и за родителите. Преку стотици е-книги и аудиокниги, достапни на македонски, англиски и албански јазик, апликацијата прави креативен спој помеѓу учењето и забавата за децата, уште од најмлада возраст од 3 па се до 16 години. Од наставниците имаме многу позитивен фидбек затоа што им го олеснува секојдневието. Не може една наставничка да знае каква библиотека дечињата имаат дома, а со бокси знае. Ние имаме над 250 наслови, близко сме до 300. И многу е интересно, веќе ја презентиравме бокси на неколку школи, ја прифатија со отворени раце, да, сакаме нешто вакво. Може да дадат книга за домашна да се прочита, што наредниот ден ќе обработуваат заедно на школа. Или нешто што ќе ја дополни лекцијата за дента. Мислам дека реакциите се доста добри, значи од родителите поготово. Комуникацијата, да, со децата е олесната. Многу е добра работа што имаме и аудиокниги, што, например, помалите деца што не можат да читаат, можат да слушаат. Родителите можат да им пуштат нешто корисно на телефоните додека си ги работат своите дневни обврски. А исто така добивме и многу позитивни реакции од наставници на училишта, каде што го гледаат бенефитот од сето ова. Македонската детска литература сега ќе е на дофат на децата збогатена со многу забавни содржини и можности. Со тоа ќе им се овозможи на децата да градат подобри односи со книгите и да стекнат корисни навики. На 20 ноември се одбележува Светскиот ден на детето. На овој датум во 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето, а во 1989 ја усвои Конвенцијата за правата на детето, во која се нагласува дека сите деца имаат права кои произлегуваат од оваа конвенција, без оглед на тоа кои се, каде живеат, што работат родителите, дали се сиромашни или богати, на кој јазик говорат, на која религија или култура и припаѓаат, дали имаат попреченост или инвалидитет. Конвенцијата ја ратификувале 193 држави, а нејзините основни принципи се право на живот, опстанок и развој, најдобриот интерес на детето, право на партиципација, како и право на недискриминација. Сепак, покрај одредбите на конвенцијата и напредокот кој е постигнат, статистиката покажува дека децата и понатаму се соочуваат со големи предизвици. Како да се биде подобар родител?
Како да се реализира подобра комуникација со децата? Како родителите да се справат со сите предизвици што ги носи воспитувањето на децата? Како родителството да стане уживање и за родителите, и за децата? Веруваме со приказните во оваа приказна ви помогнавме. До видување до следната.